Креативна гастрономска приказна која што ни доаѓа од Обединетото кралство, а и наредната тема во Македонија наутро ни е тесно поврзана со Обединетото кралство, кое што е центарот на медиумското внимание, токму поради настанот за кој што зборуваме наредниве минути во Македонија наутро. Елизабета Александра Мери Виндзор, попозната како кралицата Елизабета II, одбележува 70 годишнината откако е на британскиот трон. Таа е монарх со најдолг стаж во британската историја од 1959 година на своја 25 годишна возраст и од тогаш веќе 70 години единствениот актер во период на брзи општествени и политички промени. Обединетото кралство платинестиот јубилеј го одбележува со низа настани кои што го следат туристи апсолутно од целиот свет. Вовед во приказната за која што зборуваме во Македонија наутро ни дава следниот видеоматеријал. Споменав за платинестиот јубилеј, сите настани кои што се поврзани со незиното владење, како и некои моменти кои што се помалку познати за јавноста. Ги дискутираме со нашиот соговорник. Велам добро утро за господинот Марин Гавриловски, основач на британската бизнис група во Македонија. Добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до вас и до гледачите. Првото средба ни беше некаде на почетокот на 2022, кога всушност почнавме да дискутираме за платинестиот јубилеј и се што тој носи, бидејќи одбележувањето започна на почетокот на годината, но централната манифестација оваа недела. Да, точно. Оваа година се одбележува 70-та годишнина до владењето на кралицата Елизабета II. Низ целата година во Обединетото кралство и во земјите на Комонвелтот се организираат бројни манифестации со кои што се одбележува овој многу битен јубилеј, единствен. Меѓутоа, главната централната свечаност се случува овие денови. Тоа е централната недела на прослава на јубилејот од 2 до 5 јуни. Таа е проследена со повеќе настани. Во четвртокот беше одржан така наречениот Trooping the Colors, односно во некој слободен превод би можело да се каже постројувањето на знамињата. Тоа е настан кој што има повеќе од 200 годишна традиција, во која што војската, британската војска, го прославува роденденот на кралицата. Оваа година е прв пат или втор пат како кралицата не се појавува минатата година поради пандемијата, годинава поради годините. Меѓутоа во изминатите 68 години таа редовно секогаш го посетувала тој настан, а кога била во можност, таа на конј во униформа ја правила инспекцијата на војската. Многу е оваа година принцот Чарлс беше во нејзино име, а таа се појави само на балконот на Бекингемската палата да ги поздрави војниците кога поминуваа покрај палатата заедно со војводата од Кент. По завршувањето на тој настан, кралицата заедно со одреден број на членови на семејството излезе на балконот да го види дефилето на војното воздухопловство. Секогаш се дискутира кој е на балконот, зошто овој бил, зошто оној не бил. Оваа година во знак на јубилеот на балконот на Бекингемската палата беа само оние членови од кралското семејство кои што се некој working royals, оние кои што земаат плата од државата. Тоа се
има точна процедура кој може да биде дел од тие. И само тие беа на балконот на Бекингемската палата. Исто многу интересен куриозитет е тоа што ако некој ја знае добро процедурата на тоа како се одвива таа манифестација, тоа е кралицата, бидејќи само таа била 70 на години присутна и некојаш кои имаат некоја дилема не се ја прашуваат дали треба вака или така, го има некој од војската кој што се нови во целата таа работа. Че тоа беше во четвртокот. Вечерта во четвртокот се запалија символични светилки низ цела Британија. Кралицата ја запали првата светилка и потоа низ цела Британија и целиот Комонвелт се запалија светилки во чест на овој јубилеј. Во петокот беше одржана миса во катедралата Свети Сент Пол Катедрал, на која што кралицата не присуствуваше. Од годините сепак си го прават своето, таа не може долго време да биде ангажирана. Меѓутоа беа сите членови скоро сите членови на кралското семејство. По некоја случајност, оние што се, да речеме, во наводници проблематичните членови, како што беше нејзиниот втор син, да, ќе зборуваме, Ендрю, не дојде, бидејќи ненадејно се разболе од ковид. Меѓутоа другите членови на семејството беа дојдени. Тоа беше во петокот. Денеска ќе има сега за некој час ќе има конјички трки во Дерби. Кралицата е голем љубител на коњите, има нејзини предпоставувани има нејзини коњи кои се надпреваруваат и така натаму, а вечер ќе има пред Бекингемската палата концерт на кој што ќе присуствуваат голем број на британски звезди, Дюран, Род Стюарт, Куин, Елтон Џон, Ендрю Лојд Вебер, Дајана Рос и така натаму. А во недела низ цела Британија и низ целиот Комонвелт ќе се организираат така речени улични ручеци. Луѓето излегуваат на улица, ставаат маси и го слават јубилејот. Отприлика тие се настаните кои што централната манифестација на одбележување на 70 годишнината од кралицата ќе биде. Подготовките беа долги и беа сериозни. И се впрочем најголем доказ колку британците сериозно пристапуваат кон одбележувањето на јубилејот. Тука нема простор за грешки. Се е прецизно одредено. Тоа е во суштината на британскиот карактер, а сепак ова е еден јубилеј кој што е несекојдневен. Ние во нашите животи нема сигурно да се повтори, а може би и неколку следни генерации. 70 години на британскиот трон е многу ретка, единствена ситуација која што досега била, бидејќи никој од предходните владетели не успел да го достигне. Затоа се пристапува во Британија со толку ентузијазам во организирањето на целата таа манифестација од една страна, од друга страна британците се многу практични и они ќе гледаат годинава да извлечат што е можно повеќе средства од туристите кои се бројни. Доаѓаат, има разни манифестации што ќе се одржуваат, има разни предмети кои што ќе се продаваат и мислам дека тоа во милиарди фунти ќе се брои профитот кој што Британија годинава ќе го има од тој јубилеј. Со следното прашање се навраќаме 70 години наназад, кога практично започнува и целата ова приказна во 1952 година, кога смртта на кралот Џорџ VI речиси преку ноќ од принцеза ја прави клучен играч Елизабета во период на брзи општествени политички промени. Да, тоа е период по завршувањето на Втората светска војна, кога целиот свет се уште се обидува да излезе од таа голема криза. Елизабета е принцеза по абдикацијата на незиниот чичко. Таја веќе станува престолонаследник, незиниот татко станува крал и веќе таа од една обична принцеза, што рековте, станува веќе во фокусот на развојот и на движењето на британската империја и за нејзе се посветува посебно внимание, веќе се подготвува за таа одговорна функција која што ја чека. Нејзиниот татко е болен од рак. Последното негово појавување во јавноста е на испраќањето нејзино во Кенија. Таа оди со принц Филип во Кенија, официјална посета.
и тој доаѓа и испреќа на аеродромот и тоа ќе биде нивната последна средба. Таа оди за Кенија, како принцеза се враќа како кралица, да. бидејќи нејзиниот татко во меѓувреме починува. И за незе веќе животот добива сосема една друга димензија, таа е на 25 години, млада, меѓутоа одговорноста е огромна која што и следи. Оно што е интересно дека уште од мала важи за една од омилените личности во Обединетото кралство. Гувернантата која што ја чувала ќе каже дека било посебно дете, мош неуредно, педантно, со чувство на одговорност. Во една пригода и Винстон Черчил ќе изјави дека Елизабета има голем авторитет од мали нозе и кај неа се забележува одлучноста. Тоа ја следи низ целиот живот. Точно така. Таа е, така да кажам, фрлена во оган на 25 години, добива една таква голема одговорност. Меѓутоа, таа е свесна за тоа. Таа се подготвува пред тоа и ја донесува одлуката, предпоставувам, својот живот да го посвети на Британија. И така, не е круната на државата е на прво место, се друго е понатаму, семејството и се друго е од второстепено значење. И нејзиниот цел живот всушност е тоа служење на нацијата и служење на државата. И тоа еве се уште го гледаме, она има 95 години и се уште ги обавува своите државнички активности, дел од нив. И во однос на оние работи, малку работи кои што не се знаат, еве да речеме малкумина знаат дека кралицата Елизабета е единствената жена член на кралско семејство која влегла во вооружените сили. Во текот на Втората светска војна работела како автомеханичар во територијалната одбрана на Лондон, била мощна, талентирана и вешта во поправање камиони и други возила, управувала и возила на итна медицинска помош. Да, тоа е точно, таа на практичен начин во ситуација кога државата е во војна, целото британско кралско семејство се вклучува во вооружените сили и тоа е исто така куриозитет дека таа нели возела камион, поправала камиони и така натаму. И кронисувањето на Елизабета, како што е сега впрочем платинестиот јубилеј, едно од централните случувања кои се следи во целиот свет, и кронисувањето беше момент кој што навистина беше во центарот на медиумското внимание. Од оние информации кои што ги имам јас, коригирајте ме ако грешам, околу 100 милиони луѓе го следеле преносот на радио, 27 милиони го следеле на телевизија. Тоа е првиот пренос на BBC, чинам, кронисувањето на Елизабета. Првиот пренос во живо на BBC. Тоа е 52 година, 53-та, завршува нели Втората светска војна, економијата заздравува и тоа е првиот, да речеме, голем настан кој што ја враќа славата на Британија, може така да се рече, од кризата на Втората светска војна, и затоа е тој направен толку помпезно. Тоа е традиција со илјадници години кронисувањето, тој ритуал на кронисувањето. Меѓутоа, покрај тие сите верски, државнички делови од кронисувањето е направен да биде и спектакл за граѓаните. Да. И незиното владење е исполнето низ годиниве со многу куриозитети. Досега го дала мандатот за формирање влада на 14 британски премиери, од Винстон Черчил до Борис Џонсон. Посетила повеќе од 110 земји во светот, се сретнала со 13 американски председатели, единствената личност во Британија која што не поседува пасош ниту возачка дозвола, која што меѓу другото не излегува на избори, бидејќи монархот не треба да има свое мислење за дневно политичките прашања. Точно така. И уште еден куриозитет, таа е, да речеме, поглавар на англиканската црква. Значи, кралицата е таа што е поглавар на црквата. Така. Тоа е целата таа ситуација околу излегувањето на британците од римокатоличката црква датира од времето на Хенри VIII, кој што познатиот крал кој што имал 7 жени. Тој бил во брак со Катарина Арагонска, шпанска принцеза, и меѓутоа се заљубил во Ен Болен. И бидејќи тогаш Британија била католичка држава, тој сакал да се разведе, папата не му дозволувал да се разведе, и тогаш тој одлучил да Британија излезе од римокатоличката црква, односно да се формира собствена црква, и од тогаш фактички датира тоа суверенот кралот да е
поглавар на црквата. Хенри VIII е татко на една друга Елизавета I, која што исто така има оставено голем печат врз развојот на британската монархија и токму поради тоа што нејзиниот легат бил толку голем, предпоставувам дека Елизабета одлучила да го одбере тоа име, да биде Елизабета II и со право, ако можеме да кажеме дека времето на владењето на Елизабета I било елизабетанска ера, сега ние фактички го живееме времето на втората елизабетанска ера. И 70 години со многу убави моменти, но и скандали во кои сериозно беше вклучено кралското семејство, но многу мина се воодушевуваат како токму кралицата Елизабета ги менаџира овие моменти, не дозволувајќи посериозно да влијаат на разнешувањето на монархијата. Тоа не се само, да речеме, и фамилиарни, да речем, моменти во кои учествува семејството од аспект на скандалите. Одлично се изменаџира и, да речеме, пандемијата. Таа не дозволи да се забележи како тоа влијае. Исто така и Брекзит како момент, сакам да го споменаме. Да, па, како да кажеме, првиот главниот скандал кој што беше во британското кралско семејство беше кога нејзиниот чичко, Едвард VIII, од кога стана крал по смртта на неговиот татко, се заљуби во разведената Воли Симпсон, американка. Историјата се повторува, да. И тогаш британската влада му даде на некој начин ултиматум да бира дали ќе одбере круната или ќе одбере љубовта. Тој се на вчудено видување на сите одлучи да ја одбере љубовта и абдицираше од позицијата крал на Обединетото кралство. И тоа е оној првичен скандал кој што Елизабета тогаш била мала и го била сведок на тоа. Понатаму се разбира скандалозниот развод меѓу принцот Чарлс и принцезата Дајана. Оставија трак и последниве години одлуката на принцот Хари да се пресели во Америка и можното обвинение против принцот Ендрю поради некои таму сексуални злоставувања. И кога сме кај контраверзите, кој од кралското семејство ќе се појави на дел од случувањата поврзани со платинистиот јубилеј? Дали се поканети? Беа едни од главните прашања. Меган и Хари ги видовме дека дојдоа, се појави Ендрю во еден од навратите изминативе денови, значи тука се. Да, тие се тука, меѓутоа нивното појавување е строго контролирано и не го предизвика вниманието на јавноста онако што тие очекуваат дека ќе го предизвикаат. Не верувам дека се луѓето заинтересирани за кој е квалитетот на косата на Меган Маркл сега. Туку многу повеќе се фокусирани на овој навистина значаен јубилеј. А тоа се покажа дека сега вчера кога влегуваа во катедралата Сент Пол, дека аплаузот кој што го добија Меган и Хари беше значително помал, да речеме, отколку Вилијам и Кейт кој што го добија. Потоа може да се заклучи дека јавноста е подготвувана да го направи тој, да ја направи таа реакција и се разбира, бидејќи Хари и Меган не се веќе членови на што работат од британското кралство семејство, тие не беа на балконот, се појави некоја фотографија таму во позадина како ја снимиле Меган. Но безпрекорниот имидж и популарноста која што Елизабета во моментов ја ужива не само во Обединетото кралство, туку и во светот, се потврда тој да се задржи и за генерациите кои што ќе ја наследат. Следен на тронот Чарлс, по него Вилијам со сериозен товар на плеќи. Да. Чарлс ќе биде многу стар кога ќе стане крал, неговото владење ќе биде кусо, предпоставувам. И по него ќе дојде Вилијам. Вилијам е подготвуван од мал. Сега кога се подготвуваше, да речеме, манифестацијата во четвртокот Trooping of Colours, неколку дена пред тоа имаше генерална проба. На генералната проба дојде Вилијам во целата таа одора, облека свечена на 30 кусур степени да си ја
и на генералната проба, значи тој дојде. Нема тука сакам, неќам или некои импровизации кои што би можеле би биле прифатливи за нас. Ке нив нема, тоа е должност, треба да се оди таму и така. Тој е спреман од мали нозе, добро е подготвен и мислам дека нема да биде проблем неговото владење. За Чарлс не разговараме, бидејќи он цел живот се подготвува да биде крал. Во изјавата по повод платинистиот јубилеј, кралицата Елизавета ја реафирмира својата посветеност кон народот и империјата и се посвети и се обврза во иднина да продолжи да служи. Сега, иако дел од познавачите очекува 95 годишната кралица која што минатата година го изгуби својот животен партнер, барем да се повлекува од својата функција полека на сигурно. Тоа не се случи. Изминатиот период видовме настани во кои што во име на кралицата присуствува членови од кралското семејство, но не комплетно. Единствената, да речеме, компромис, ајде да кажеме, кој што Елизавета го направи е прифаќањето Камила да биде кралица кога ќе дојде времето. Да, тоа беше на некој начин очекувано, меѓутоа до крај не се знаеше каква ќе биде нејзината одлука, тоа го соопшти. Така. Сега јасно е дека Камила како втора жена на Чарлс сепак ќе биде кралица. Со тоа што треба да се направи разлика меѓу онаа владеачка кралица, како што е Елизабета, и Камила која што има титулата Queen Consort, сопруга на кралица, како што била мајка и на Елизабета. Елизабета има 95 години, таа сега некако повторно почнува да се појавува после пандемијата и овие неколку месеци се појави на неколку настани, дури неочекувано и ненајавено. Како например пред скоро време беше отворена нова линија на лондонското метро, кое што го носи незиното име, и таа се појави на отварањето на линијата на метрото, инаку таа своето време сега повеќе го поминува во Виндзор, колку во Бекингемската палата, токму поради тоа што е тоа еден позатворен круг и поради пандемијата и поради годините. Но кога и да се случи преземањето на престолот, британците знаат да кажат владењето на Чарлс ниту налик нема да биде на она што беше неговата мајка. Да. Прво поради тоа што тој веќе стар, нема да може да има време да создаде своја ера, што би се рекло. Мислам, предпоставам дека и тој ќе биде долговечен, неговиот татко и мајка се долговечни. Меѓутоа колку и да долго владее, сепак тоа ќе биде како некој чекање да дојде Вилијам на власт, да видиме во која насока ќе се движи модерната британска монархија. Тоа е многу се очекува од Вилијам да ја насочи монархијата во 21. век. Одличен. Познавач сте на состојбите во Обединетото кралство. Рете да споменеме дека низ годиниве и вие имавте средба со некои од членовите на кралското семејство. Принцот Едвард и принцот Мајкл од Кент, така беше, да. Принцот Едвард е третиот син на британската кралица. Тој во два наврати има дојде во Македонија. Првиот пат кога доаѓаше да ја отвори новите простори на британската амбасада, дојде да промовира еден проект од неговиот татко, меѓународна награда за млади. Тоа беше една идеја која што за жал во Македонија не се реализира, веќе немаше слух од страна тие што треба да се вклучат во идејата, во проектот. Тој има дојдено два пати во Македонија. Принцот Мајкл од Кент е братучет на кралицата. Тој не е дел од тие working royals, тој мора сам да се грижи да заработува пари. И тој има своја фирма која што промовира инвестициите британски. И тој беше исто така во два наврати во Македонија со цел да донесеме некои инвеститори во Македонија. И имав приликата да се запознавам со тие два члена на британското кралско семејство. Интересно беше кога принц Мајкл беше на прошетка низ старата Скопска чарша и потоа отидовме во музеот на македонската револуционерна борба и кустосот објаснувајќи, таму има една просторија која што е реплика на просторијата каде што се одржало првото заседание на АСНОМ и таму се беа фотографии на Черчил, на Сталин, на Рузвелт и на Тито. И
кустосот зборува и принц Марко ја прекина, вика, извинете, знаете ли, вика, која е таа фотографија? Вика, да, тоа е председателот на Америка, Рузвелт, да. И вика, мене ми беше кум. И сите се насмеавме. Тука, да, тие се релациите кои што британското кралско семејство ги имало. Споменавме дека централните случувања се ова недела, но јубилејна е целата година, па оние кои што нема можност да појдат во Обединетото кралство ќе може до крајот на 2022 во рамки на јубилејната година да појдат и крајот на годината во период на сериозна економска криза Обединетото кралство ќе брои колку добило од туризмот. Да, после нели овие 2 години од кризата со пандемијата и војната во Украина, мислам дека Британија позитивно ќе заврши од економска гледна точка, токму поради една 95 годишна жена, кралицата која што е навистина една извонредна личност која што ќе остави невидена значајна трага во развојот не само на Британија, туку и на целиот свет. Господине Гавриловски, благодарам за гостувањето во Македонија наутро, што направивме своевидна анализа на еден од настаните, убавите настани во период кога сме обкружени со лоши вести. Ова е еден од убавите настани кој што е во центарот на медиумското внимание. Да се надеваме дека ќе има повеќе такви година. Да се надеваме дека ќе има повеќе. Благодарам за гостувањето.